Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: кои се 10 клучни работи од кои ќе зависи резултатот на изборите на 5 јуни. Ајде за почеток да видиме какво ќе биде влијанието на Катица Јанева и незиното работење врз изборните резултати во рамки на Република Македонија. Македонската опозиција очекува многу од работењето на Катица Јанева, односно очекува тоа да се рефлектира во подобар изборен резултат за македонската опозиција. Од друга страна, некаде околу 62 до 64% од македонската јавност со негативни оценки го бои работењето на Катица Јанева. На 5 јуни ќе видиме кој бил во право. Дали постои прекјутен договор на ВМРО-ДПМН и Катица Јанева? Не постои такво нешто, иако мене ми се чини дека Катица работи во интерес на ВМРО. Се што прави за да му наштети на ВМРО, мислам дека кај општото јавно мислење завршува контрапродуктивно. Ако нема прекјутен договор на ВМРО-ДПМН и Катица Јанева, зошто ВМРО-ДПМН не ги отвора до крај криминалите на починатиот сопруг на Катица Јанева, поради кој беше сменет од македонската царина? Сум слушнал за сите тие работи. Верувам дека брзо Катица ќе мора да одговори пред македонската јавност зашто станува збор од тоа време. 64% недоверба кај македонската јавност за само 7 месеци. Тоа треба некој сериозно да се опости прашањето каде е сгрешена работата. И ќе расне. Таа недоверба ќе отиде и над 70 и над 80%, затоа што станува збор за не несмасни, туку луѓе кои што замениле професионален пристап со емотивен пристап. Зошто гледачите на опозицијата кои гласат за опозицијата не ги гледат опозицијата телевизија? Значи тука не станува збор само за владини реклами и кампањи, туку веројатно станува збор и за квалитет. Види се, Васко, правите една методолошка грешка. Кај е грешката? Сега ви кажам. Прво, го почнав мој интервју со друга една ваша методолошка грешка, кога зборувате дека Катица Јанева треба нешто да донесе на опозицијата или да се става во ист контекст со опозицијата. Господе, да не. Па тоа не го кажам, ме се извинувам се. Не се извинувам, сами залепувате одредени етикети, јас морам јас морам секунда да сабрам. Не го кажам јас тоа. Заев на митингот у Капиште кажа што очекува од Катица Јанева. Не го кажав јас тоа. Заев рече дека очекува Катица Јанева да отвори одредени случаи, тоа да го зголеми рейтингот, тоа да го зголеми рейтингот на опозицијата. Тоа Заев го кажа, не јас. Да руши рейтингот на една партија или да дига рейтингот на друга партија. Очекувам било кој политичар што се огрешил од законот да го износи пред лицето на правдата. За телевизиите, методолошката грешка. Од кај знаеме ние гласачите на власта и на опозицијата која телевизија гледаат? Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Vinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд.
Кафетин Колт содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Посетата на новиот булдожер на американската дипломатија, господинот Хој Хи на Република Македонија некаде пред 3 недели, покаже дека и самите американци се свесни дека таа нивна стратегија во однос на политичката криза во Република Македонија, посебно во однос на делот на медиумите, се покажа катастрофална и нереспектабилна на терен. Тоа значи дека американците се ќе влезат во една нова видоизменета стратегија која ќе сака да ги подобра своите односи со клучните медиуми во рамки на Република Македонија, а за возврат ќе ги пуштат и соросоидите и оно Здружение на македонските новинари низ вода. Реформата во медиумите всушност требаше да биде контрола на две мокни телевизии, тоа е Канал 5 и тоа е Сител телевизија, посебно значи информативните програми на Канал 5 и на Сител телевизија. Фронтмен на целиот тој процес требаше да биде ЗНМ и господинот Насер Салмани, кој од телевизија се разбира од две работи: да земи далечински орака и да уклучи на прва или на втора програма, или ако има од оние телевизори и ниш, ако малце му тресе сликата, да го тресне телевизорот да може да ја попре сликата. И кога гледате дека тој модел дожива еден класичен дебакал, класичен карамбол и класичен крах, бидејќи кога дојде господинот Хојли овде во Република Македонија, тој се смета еден нов булдожер на американската дипломатија после Холбрук. Тој разговараше со представниците на овие 5 најмокни електронски медиуми. Тоа покажува дека и странците веќе сваќаат кај имат направено грешката. И дека тој Соросов модел не се покажал ефикасен на терен. Знаете што толку потрошени пари. Сорос имаше намера преку оваа сила што има во медиумите и овие истурени играчи добро платени да ја оформи сферата како што му одговара, а со тоа ставање од озгора да го стави под капо и цел СДСМ. Нивните контакти со странците кои што овде добро ги сервисираат некои амбасадори, практично доведува до тоа да и тие станат субјективни во таа некаква игра која што им беше сервирана. Затоа мора да дојде булдожер од страна, малку да ги постави поинаку работите, бидејќи целата најголемиот дел од таа активна меѓународна заедница во случајов стана толку субјективна, толку инволвирана блиску до заев, што практично они немаат сврха, не постигнуваат никаков ефект во тоа што го работат. Кариерите им зависат. Да. И они одбра одредени играчи кои знаете од турски бекои веламе, да, ги сгреши играчите. Вие не можете од турски бекои да направите Роналдо или Меси. Сега тоа е она што они се соочуваат. Како од овие играчи во кои инвестираа све, да им ги вратат резултатите или очекувањата за да може да ги спасат своите кариери. Тоа е клучната поента сега. Токму затоа велам дека се бараат други луѓе по Скопје, тоа изворно го знам. Да, тоа по изборите ќе биде многу ефективно. Изворно го знам дека бараат буквално по кафичи, по кафиња бараат луѓе да ги кооптираат, да им дадат грант за да почнат тие сега одново да работат, да ја продолжат таа работа. Меѓутоа се истроши таа политика и нема ефект и луѓето кои што имаат минимум критичко размислување не ја прифаќаат. Како го видов поразот, така почна да барат средба со Ѓорги Иванов, кој претходно него не признава. Всушност медиумите или двата најмокни медиуми во Македонија, тоа се Канал 5 и Сител телевизија, всушност ја одработија или на некој начин испадна победници од целата ова битка за реформа на медиумите. Мислам дека приказната за медиумите не е завршена. Ние сме слушале, бидејќи во процесот имало тенденции да се вклучат и тие кои имат конфликт на интереси. Например, медиумите во процес во кој се зборува за нивното финансирање имат конфликт на интереси. Не можете вие да бидете објективни ако зборувате дали владата треба да финансира реклами по тие медиуми или не. И не беше тоа единственото мислење. Мислам дека мислењето од цивилното општество беше дека воопшто не треба да има финансирање на медиумите, затоа што ние сме у пазарна економија и таа треба да ја одредува. Цивилното општество, да, кое не селективно финансирано од меѓународна заедница, отвора дебата како треба да бидат финансирани медиумите. Медиумите се оружје. Значи се алатка, се орудие во изборите. Вие како цивилен сектор сте атомска бомба. Ама ние сме биле во стомакот на Македонија. Цивилниот сектор при транспарентно работење на општество не е бомба. Цивилен сектор и транспарентно работење. Види, па по-транспарентно, бар финансово работење од цивилниот сектор нема нигде. Па видовме, се има конкурс за 3 милиони. Ама бидно има конкурс. Па добро. И на тоа аплицирате, и имате ревизии, имате контроли. Има добиено некои средства од Ние исто слушнавме за 2-13 милиона евра кои се дадени без некој тендер. Еве, например, контравести. Имаш од 12 до 15 пати помала гледаност од мене. Таму не истураа пари. Таму со камиони тураа пари.
Не, види, И толку е. мислам дека И толку бројките 8.000 господине Муслиу. Бројките Народ не ги прима. Тоа е народ ако бе прима народот, или не може на сила. Тоа е суверено право на народот. Тоа го сваќа ко силување. Не, ама тоа е И бидејќи суверено. го сваќа ко силување, ги Во Македонија ретки се групните организирања кои може да се повикуваат на народот. И големата коалиција во Македонија не стигнала 50% никогаш. Така да се повикуваш на Насер Селмани, која телевизија знае само со далеченско да уклучи телевизор, ќе треба да разговара за реформа на медиуми. Само да го расчистам прво, кој е избркал да Алса се вика не збори дека Алсата не селективен или дека е ваков или онаков медиум, тоа е забораено. Тоа е некоректно, не можам ја да ги коментирам. Некоректно нели вика се. Ја можам да што може само дата медиуми да се коментираат. Ја можам да коментирам за невладините организации. Значи, во држава во која има конкурс за 3 милиона, а во која 12 милиона се даваат без конкурс, не може да се напаѓаат овие кои идат на конкурс со јасни цели, јасна програма, јасна визија, кои прават ревизорски извештаи, од тие кои земаат 2-13 милиона нетендерирани финансии. Имате приватна фирма? Да. Кога дојдете да рекламирате стане од приватна фирма, ќе дојдете контравести да рекламирате со 5000 гледаност или ка Васко Ефтов со 150.000 гледаност. Зависи која ми е целната група. Ка Васко Ефтов ќе дојдете. Ама зависи која ми е целната група и не знам дали не целна и ваква и онаква ќе дојдете ка Васко Ефтов. Ти си професионалец во овој систем. Да. Ти знаеш дека ако бараш целна група од 16, 22, ако бараш целна група од 22, значи сите господин Муслиу, целната група влезе еден глас. Дали е Бајрам Мамди, дали е Фрчко, дали сте вие, дали сум јас. Сечи глас вреси исто, но не сите гледаност поделена на 8, тоа е 20-25 пати поголема гледаност. Ама тоа е грешка на тие што... Тука завршува така и владата. Кога доаѓа да дава пари во медиумите кои имаат поголема гледаност. Друг пристапот е. Затоа што медиумот кој имаше најголема гледаност не постои веќе. Дел од овие гледаности се постигнати преку финансии кои се добиени од владата. Сега не можеме целиот процес да го, но можам и да го објаснам. Значи тој рейтинг, значи ама ние знаеме дека некои од најгледаните телевизии поради даночен криминал. Некои од најгледаните телевизии немаат ни политички програми. Каква е улогата на странците или улогата на меѓународната заедница во решавањето на политичката криза во рамки на Република Македонија? Има две работи кои се клучни за странците. Според мене, прво да биде извлечен Зоран Верушевски надвор од Република Македонија, односно да биде заштита надвор од територијата на нашата држава од страна на чадорот кој стоеше позади него и како второ со тоа перманентно проблематизирање или одлагање на изборите да биде намалена разликата во гласовите помеѓу СДСМ и ВМРО. Како тоа ќе се покажи на изборите, ќе видиме на 5 јуни. Ако луѓето на Царенковски не гласаат за Зоран Заев не може да помени 300.000 гласови на овие избори. Јас сум убеден дека ни 250.000 не може да постигне. Она што можеби не е доволно видливо за општото јавно мислење е тој судир таму што е изразен и тој судир е судир на сериозни концепции. Сепак станува збор за судир на луѓе кои што брутално тргнаа во последната битка, тие што се околу Заев, и судир на луѓе кои што се околу Бранко, кои што се доста поискусни во политиката, кои што знаат дека овој изборен циклус не е последен изборен циклус нити на таа партија, нити во животот. Така што некои структури мислам дека го чекаат на нишан. Ово помалку ми личи на оној синдром на мексикански боксери. Мексиканските боксери многу млади влагаат во рингот, но многу млади се пензионира, знаете. И сите своји борби они ги доживаат ко борби на живот и смрт. И на крај многу брзо се трошат. Свој ми се чини дека бомбите на крај ќе имат еден таков ефект. Бомбите беа дел од поширокото милје кое што требаше да заврши со државен удар на 17 мај. И тоа беше спречено прво од јавното мислење, друго од лошиот план. И вие знаете, онаа теорија што ја практицира Канвас за насилно рушење на легитимно поставени системи. Има две структури у Канвас. Знаете, кога разговарате за Канвас, треба да знаете дека има тама две структури. Едната структура која смета дека само со насилно рушење на властите може да се осварат одредени политички проспекции, и вторите кои смета дека ниту едно насилно рушење на власта не може долгорочно да биде успешно. Затоа Канвас може и треба да се гледа како две димензии. Точно, меѓутоа тие две концепции кај нив се измешаа. И посебно кај СДСМ и кај Сорос. Да, затоа што и вие имате два центри. СДСМ не го контролира Сорос
целосно македонскиот Сорос, Борба за македонскиот превлас е. Сорос има големо влијание врз СДСМ. Борба е за превлас, кој ќе го има пиемонот врз македонската опозиција. Точно. Најмалку во два наврати ние го гледаме тоа двојство помеѓу Сорос структурите и СДСМовските структури. Значи СДСМ сака некаде на 17 мај, ако не се лажам лани, да го има крещендото на своите акции, со оној голем митинг што го најавува. Сорос направи 10 дена претходно или 12 дена претходно на 6 мај со оние протести за Марти Нешковски да се случи нешто. Подоцна се налепо тие навивачки групи кои дојдоа преку навијачите на работнички на други кошаркашки фудбалски клуби, но тука се гледа тоа двојство помеѓу СДСМ и помеѓу Сорос. Тоа се види сега кај Уставниот суд. Јас не сум сигурен дали они воопшто направиле една валидна анализа дека битката всушност не ја водеа толку против ВМРО ДПМН и државата колку за превласт во нивните редови, дека имаа подметнување, дека она што требаше да биде врвот на 17 мај, они го испукаа на 6 мај. И тука се сврти така. Или некој сакаше да подметне, односно да го сврти вниманието кон владата на 6 мај, затоа што на 6 мај влезе на терористичката група во Македонија во Кумановско. И знаете што, јас повеќе пати го споменувам ова и овие датуми ми се јасно врежени во главата, затоа што не мислам дека ова беше случајно. Ова беше се поголемо сценарио кое што требаше да финишира, меѓутоа они ги измешаа брзините внатре. Клучно за резултатот на Зоран Заев и за СДСМ ќе биде како ќе гласат симпатизерите кои се многу блиски до Бранко Црвенковски. На изборите 2014 година, според анализите кои се направени од страна на СДСМ, еден добар дел од луѓето кои се симпатизери на Бранко Црвенковски гласале против Зоран Заев и против СДСМ. Каков ќе биде резултатот на изборите за Заев и за СДСМ ќе биде многу важно дали ќе ги придобие на своја страна 100% луѓето кои му биле лојални, верни и кои го имаат Бранко Црвенковски се уште како симпатија и како потенцијален лидер на СДСМ. За СДСМ да помени добро на изборите, треба да ги подобри односите со Бранко Црвенковски. Пред 2 години на изборите има направена проценка дека некаде од 80-90 гласови имале помалку бидејќи луѓето на Бранко не гласале за Зоран Заев. Не ги знам тие анализи, но во секој случај на СДСМ во моментот пред овие избори кои се прилично критични, значи они се соочуваат со озбилен противник од другата страна, им требаат сите активности кои би го збиле нивното јадро и би го зеле секој глас кој, како да кажам, по инерција оди во таа страна. Така да СДСМ нема во моментот луксус да ги прочистува своите гласачи, биле тие про ово или про оној. На СДСМ мислам дека во моментот, ако сака да добие на избори, им требаат сите можни гласови кои може да ги добие. Црвенковски му одговара победа или пораз на Заев? Од политички аспект. Види, мислам дека овие избори се преломни, што би се рекло. Не верувам дека на Црвенковски во моментот би му одговарало да изгуби Заев, затоа што... Зашо он би го поразувал Заев, кој може да го направи тоа Груевски? Да, но од друга страна, ако СДСМ доживее пораз и ако некои работи не се сменат во Македонија, сигурно па процесот на рекуперирање и оздравување на СДСМ би бил предолг за тоа некому кој има претензии, било какви, за СДСМ би му одговарал. Ѓорги Спасов, 2013 година, има Facebook статус. Некој ќе оди во владата, се мисли на Зоран Заев, кој ќе победи после конгресот на СДСМ и ќе стане премиер, а некој ќе се остане со ладата. Истиот тој Ѓорги Спасов пред месец дена вели Бранко палија ладата или враќаја ладата. Во 3 години дечкиве кои ги промаша сите политички стратегии, кој влегува во политички карамбул, кој гледа што ќе се случи на 5 јуни, одеднаш на Бранко Црвенковски на ладата се сеќават. Како дете кое плаче навечер од 3 сат и сака млеко со цуцла. Па не видете се, не можам да коментирам лични изјави на било кого или активности. Еден од идеолозите на новото СДСМ. Човекот кој со лажни анкети 2014 година требаше да му возможи на Зоран Заев да победи на изборите, а и да ги добие финансиерите врз база на тие лажни анкети. Човекот кој после се посипа со пепел и рече, знаете, малци ни се проблематична методологиите што правиме, ама ние точно ќе ги погодиме следните избори во децимала. Тоа е тој човек. Тоа се ваши констатации. Не, само цитирам. Не, добро, тоа се ваши констатации, ваши ставови и мислења. Не знам ја како се внатрешните односи помеѓу, не знам, луѓето кои... Ако не знаете, сте биле 4 години тамо. Не, ама вие зборувате сега за истите луѓе со кои сте седеле во извршен, сега се председател,
со заменичката сте имале комуникации, ги знаете тие луѓе, не може да не ги знаете. Кога ви одговара, не ги знаете, кога ви одговара. Не. Ова се ваши констатации, ваши ставови и ваш обид да ги прикажете. Сега не ги знаете, значи всушност. Не ги знам. Овој заев со кој бевте во извршен не е заев, нели не е заев. Не сакам фантомски заев е. Не ме ставете сега во таков контекст. Како сакате за да ги контекст? потврдувам вашите како сакате дека ве стан контекст? Во опозицијата постојат различни структури кои цело време се во борба. И сега на владата се сетија. Па нели тие беа МиГ-29, МиГ-31 растура во Македонија, како се годинаш на владата се сетија? Од кој ги виду анкетите дека губат 2:1. Од кој бомбите не дадо никаков ефект. Кога после сите силни бомби, 52% од македонските граѓани сметат дека Груевски треба да е премиер, само 19 Зоран Заев. Мислам дека една тоа е карамбол на една политичка стратегија. Во континуитет треба да ја прави, да ги обединува сите прогресивни сили и сите елементи кои што можат да ја помогнат да ја добие политичката битка. И било кој што повикува на тоа, и било кој што активно се ангажира тоа да се случи, бомбите, не може да биде на бомби за бомби за швалерација. На тоа се сведува бомбите. Не знам зошто ги за внатре-партиска употреба во рамки на опозиција, тоа се сведува бомбите. Бомбите има огромен ефект. Прво го донесоја Пржинскиот договор, второ сосема е раскринка една власт на првата преписка, што е апсолутно авторитарен, првата преписка помеѓу Заев ги потврдија сите оние работи кои што опозицијата Бранко Црвенковски порано се обидуваа да ги кажат дека има големи проблеми со затоа на Бранко Црвенковски му пуштат за швалерација бомби, затоа му пуштат како не, затоа му пуштат бомби нели за пиење за алкохол. Не. Да. Затоа Катица Јанева незиниот тим нели спомнува и Надеж и не знам Телеком аферата. Тоа све е случајно, нели? Мислам дека све е тоа случајно. На бомбите во голема мера беше остварена. Првата преписка донесе до рекомпозиција на владата, го донесе Пржинскиот договор, донесе до институционален механизам кој што Ременска министар. Да може сопругот да се го унапреди за 5 скалила. Ама не се битни личностите. Како не се битни личностите? Битни се процесите. И дали ќе помогнат во Македонија да се врати демократијата и владењето на правото или не. Бомбите помогнаа да дојде Пржинскиот договор, врз основа на кој беше формирано специјално јавно обвинителство кој е конкретен, правен, легален инструмент за да се надмине кризата на лошо владење кој постои во Македонија. Од македонците велат не се согласуваме, не веруваме во работата на Катица Јанева. Значи, пазите, после 6 месеци. Дали сте свесни што тврдите дека 64% од граѓаните во Македонија сакаат да биде аминуван политичкиот криминал и корупција? Свесни ли сте вие што зборите? Која е првата одлука на Катица Јанева? Да се отворат предмети да бидат. Да излезе од притвор Зоран Верушевски. Тоа е првата одлука на Катица Јанева, не моја. Не ваша. Тоа не е незина одлука, тоа е незино барање кој што судот. Чија е таа одлука? Судот на судијата кој што донесол одлука. Од друга страна, Катица Јанева побара притвор за некои личности. Зашто побарала? Тоа не беше. Дали вие на место на Катица Јанева побарале Зоран Верушевски како прва одлука да биде ослободен од притвор? Како ќе одите на избори? Ако немате ако не одговорите на евината грешка. Кој прислушкувал во Република Македонија? Човекот кој е прво осомничен дека прислушкувал, прва одлука на Катица Јанева, кој доаѓа на таа функција е да го ослободи од притвор. Тоа се коси со било кој политички логицизам, со било која политичка логика, тоа се коси. Тоа е воспротивно со све. По школски учебници ќе се учи дека така не треба да се функционира. Потребна е објективна истрага за да видиме кој стварно прислушкувал. Па имаме пресуда и спогодба со јавно обвинителство. Да, треба да го отвориме и тоа. Едниот признава дека прислушкувал по налог на Зоран Верушевски. И тоа ли ќе негираме? Не е тоа за негирање. Видите, ние ќе влеземе во фаза да негираме дека сонцето изгрева и заоѓа у Македонија. Не, ние сме влезени во фаза која негираме дали земјата е топка, односно тврдиме дека е плоча, ама настрана тие муабети. Работата Катица Јанева нема да оди на избори.
и не треба да се поврзува Зоран Заев вели, рейтингот. од Катица нема, многу очекуваме. Така е, очекуваме да отвори истраги и тоа да го зголеми рейтингот на опозицијата. Но не верувам дека тоа ќе се пред месец и пол дена. Нема да се прелее тоа или не е тоа инструмент за дигање или за спуштање на нечив рейтинг. Некој тоа така го смета. Ако политичар сака игра да на има рейтинг, треба да го и вложува на таа карта. Треба да мобилизира гласови, треба да оди да ги обединува сите кои што може околу себе и позади себе. Дали постоеше стратегија техничкиот премиер, можеби Ѓорги Иванов, да станат нов Борис Трајковски, или дали можеби некои правела анализи уште пред 2 години, пред да се случат председателските избори, да биде избран нов Ѓорги Иванов на местото на Ѓорги Иванов, и дали на тоа се должи тој таков категоричен став на Дуј кој пред 2 години водеше кампања "Чао председателе". Иванов не стана Борис Трајковски, или се сметаше, ние разговаравме пред Нова година, дека може да има пролонгирање на изборите и тој што е технички премиер или председател на државата да одигра улогата на Борис Трајковски. Иванов не стана очигледно Борис Трајковски, тоа може да има битно влијание на изборните процеси. Ја мислам дека се уште е рано, затоа што ние во моментот не знаеме што ќе се случува. Знаете, ние во моментот знаеме само некои бројки кои сме ги добили од Државната изборна комисија, не знаеме што ќе се случува со теренската проверка, со административната проверка, така да се уште постои простор ако се јават некои аномалии во однесувањето на политичките елити, да може и нашите меѓународни партнери да бараат постабилен или како да кажам покооперативна личност во сето тоа. Мислам дека минатата година ние пренебрегнуваме или забараваме еден факт, еден детал или одредени разврски кои по мене се клучни. Кој беа оние студентски средношколски протести. Значи треба да се биде реален, да се биде фер и да се каже дека екстерното тестирање му направи најголема штета на ВМРО во последните 10 години. Вие всушност сте доказ какво тие средношколски студентски протести може да се ефектираат во одредена политичка акција. Денес во рамки на Република Македонија, кога тргнеме на страна Груевски, владат и на власт се луѓето кои беа гласноговорници или прва борбена линија на тие студентски протести. Вие министерот Тодоров, Антонио Милошевски, Владко Ѓорчев и така натаму, нели да не ги редиме. Значи тие средношколски протести околу екстерното тестирање и тие студентски протести кои беа некаде декември 2014, јануари 2015 година беа многу поопасни за Груевски него сите бомби на Зоран Заев, ја тоа го потпишувам со 2 раце. Значи ние пак го пренебрегнуваме фактот дека аферата Пуч е отворена пресконференција Никола Груевски, а не Зоран Заев. Значи Никола Груевски одбира дека е многу полесно да се бори против Зоран Заев, против бомбите на Зоран Заев, отколку со овие средношколски протести. Знаете што, имаше големо незадоволство од средношколците, но позадината се плашам дека беше возење двете паралелни процеси на меѓународна заедница. Сорос иди, СДСМ. Значи возењето позади беше од инструирани ликови. Тоа е Canvas класичен. Тука е најголемата улога на Canvas што е средношколски, тоа личи на Canvas. Да. Тој тренира, значи на секоја група од 10-15 луѓе име. Ако барате улога на Canvas, тама ќе најдете. Па јас ја знам. Тама е улогата на Canvas. Улогата е негова да најде лидери на 10-15-20 луѓе, да им биде еден лидер кој што ќе ги води. Тешко е деца да се тепат. Јасно, никој не може да тепа. Никој не може против деца. И никој не може против деца да води политичка. Меѓутоа, дали тие деца знаат дека во групи од 15-20 кога биле, еден бил у групата што бил обучен од страна на Canvas како да ја води групата, без групата да знае. И кај оди расколот? На фрчковисти, но на друга група во рамки на тие студентски средношколски протести. Точно. Тука е расколот, тука е разидувањето. Знаете што, кој да има контрола врз тој процес. Точно. Они дури самите Сорос и СДСМ беа изненадени од силината на тоа што се појави како процес и бидејќи они импровизираат многу и не се структурирани добро, влегува во потаен конфликт кој да се наметне како лидер на тој процес. И тука вие имате СДСМ организира протести на 17 мај, а излегуваат, не знам, Сарачини, Џабир Дерала, цела една екипа. Значи, вие луѓето што ги видовте таму што излегува да говорат на 17 не беа од СДСМ. Тој бунда составот сите беа на финансирање меѓународна заедница. И тој конфликт иако се крие, меѓу себе они си го знаат. Да, тоа се гледа. Тоа се гледа. Зошто меѓународната заедница толку лош рейтинг има во македонската јавност, такав рейтинг немаше ни 2001 година, и дали се согласувате со впечатокот дека на таа страна, кај што денес ќе застане меѓународната заедница, тие сигурно губат на изборите?
ако ги видите анкетите, се уште мислам дека прагот на поддршка за Европската унија и за македонското членство во Европска унија во НАТО е уште многу голем. А се анкетите се кои коте? Не. А претходно анкетите не биле веродостојни. Методолошка грешка прави. Не, методолошка грешка правите. Сега ви прават и кога одговарат анкетите за НАТО и ЗЕУ, тогаш добри биле анкетите. Ама не, видете сега, постои критика. Граѓаните кои ја прават, ја даваат кон меѓународната заедница оди на две нивоа. Господин Телевски, меѓународната заедница денес е као дете од Катран. Кој ќе се допри до меѓународната заедница, губи на изборите. Таков негативен одиум кон меѓународната заедница немаше ни 2001 година. И тоа е страшно. И тоа треба да се запрашат зошто е тоа така. Ама еве не 2002 година меѓународната заедница заради критичкиот однос кон Љупчо Георгиевски го имаше за време на конфликтот. Кон меѓународната заедница беше критичка према нив. Не верувам дека премногу ја помагаше опозицијата во смисла не изјави, но јасно покажа дека Љупчо Георгиевски не е добар, влезе во конфликт со нив. Добро, имаме иста ситуација. Изборите. 2006 година. Имаме иста ситуација. Мислам дека имаше една избалансираност, имаше една трка. Сега иста ситуација. Политичка криза, па оде иницијативна, да речеме, одредена иницијација за можен конфликт, кој што беше 2001, имавме со Дива Населје Команово. Слична е ситуацијата денес, како што е 2001-2002 година. Не. Мислам дека не се толку влијателни, како и дома. Како не се влијателни, ги одложи изборите на 24-ти, како не се влијателни. Добро, ама на крајот тоа беше сепак одлука. Погledajte, амбасадорот Бейли, ден после одложувањето на изборите, се појави на 4 телевизии. Не, од секогаш тие биле присутни. Не ли ви личи помалце Бейли како лидер на опозиција, а британскиот амбасадор ко заменик лидер на опозиција? Например, еве Бейли ко Зоран Заев, а британскиот амбасадор ко Радмила Шекеринска, например. Не гледам дека има голем напор од нивна страна и многу активности да помогнат Македонија да се врати демократијата. Ама нормално напор ко застана за Заев и за Катица Јанева, нивни избори се тие. Не, видете сега. Да застаневме јас и вие за нив двајца да ги истуркавме во први редови. Ние најтој напор ќе вложивме во нив. И Заев да застанат и позади Катица Јанева и позади она што се договориле во првчину и позади целосната. Тоа е исто, господин Наталевски, ко турски бек да сакате Роналдо да направите. Од друга страна, не може турски бек Роналдо да испадне. Од друга страна, мислам дека поинаку се поставени работите. Мислам дека не е толку дека меѓународната заедница пробува премногу да се меша во Македонија, колку што има обиди од политичките елити да ги вовлечат и да ги стават на свој или односно да ги стават на своје конто. Дори двојство се гледа, да речеме америчката политика, ние гледаме две линии, два правци, едниот правец кој има Џо Бајден под председателот кој е задолжен за овој регион, бидејќи најголемиот дел од политичарите од овој регион кои комуницираат со официјален Вашингтон биле на официјални посети со Бајден. Тој и Вучич, Груевски, така натаму и така натаму, и втората линија на државниот секретар господинот Кери. Тоа се гледа, знаете. Дури имаше потреба господинот Хојт Ли да дојде во Македонија да го покрие, ајде да речеме, оно однесување на амбасадорот, кој подоцна мораше да се пери со интервјуи на 4 на 5 телевизии, другиот ден постојано грубо одлагање на изборите на 24 Добро сте го забележале тоа. Ако дојде до промена на власта во Белата куќа, мислам дека нема баш сериозна иднина сегашниот амбасадор. Гледате тоа двојство. Тоа двојство и овие детали се многу малку познати на пошироката јавност. Таму има сериозно удирање на јадрата на моќ, на центрите на моќ и одредени работи се прават и со импровизација тука. Па после се перат. Веќе 2 или 3 години Зоран Заев и СДСМ водат перманентни кампањи на создавање лажен оптимизам. Се сеќавате како беше пред 2 години дека Стево Пендаровски е сигурен победник на изборите, односно во првиот круг на претседателските избори. Се сеќавате каква кампања се водеше сега до пред 10 дена дека постојат половина милион фантомски гласови. Сега се поставува клучно прашањето дали СДСМ овој пат ќе погоди или ќе промаши повторно со таа кампања на создавање лажен оптимизам. Ти кажам за едно истражување кое е направено во Америка, кој кажува дека на денот на гласање, ако е сончево, светло, пријатно време, дека ентузијазмот кај тие кои не се задоволни со системот е зголемен и го намалува стравот за промени. Ако времето е и ова се научни. Може да ви кажеме едно македонско истражување? На 5 јуни ако е сончево и топло време, пола гласачи на СДСМ ќе се нахалкедики. Ако се нахалкедики, тогаш нема да ги добија своите гласови. Ја ви зборувам за озбилни истражувања. Ако е бурно ладно, озбилно добро здравје.
Сега не можам не знам дали финансиски се во можност сега, нели, пошто подолго време немале признак до финансиите. Но во секој случај оптимизмот е нешто на што инсистира опозицијата не кај нас, него во цел свет, затоа што таа сака нешто да смени, додека владеачката структура секогаш во целиот свет инсистира на стабилност, на како да кажам, континуитет и на доброто што поминало, дека тоа е добра гаранција за иднината. Така да тие стратегии не се непознати и во други делови на светот. А секако на денот на изборите, нарешто неколку часа после затварањето на изборите, имаме разочарани и стресни фази и тоа треба да го причекаме. Сите овие најави, 200.000, 300.000, па дури кога се достигне крещендото 500.000 фантомски гласови, развија очекување и чувства кај опозицијската јавност дека во тој избирачки список може се најдат и баби, и жаби, и мечки, и слонови, и што ли не. Јас сам да те бам. Да. И сега се покаже дека тоа не е така, можеме да претпоставиме со каква една разочараност, со една спласната енергија ќе се одени изборите на 5 јуни. Знаете, ко се развива еден нереален оптимизам. Тој нереален оптимизам може да трае недела, 2, 3, меѓутоа тој мора да има свое финале. Ако тој финале е неуспешно, тогаш целиот тој меор од сапуница пука и се случува еден карамбол. Значи, гледате, господин Ефтов, тоа се случи со СДСМ и 2013 кога ги изгубија локалните избори, тоа се случи 2014. Развивањето на лажниот оптимизам. Со анкетите на Ѓорги Спасов. Врз основа на лажни анкети на Пендаровски води убедливо. Да. Значи, развивањето на лажен оптимизам и немањето на соодветна анализа во каква гранитна состојба е десницата, кај нив ги доведе во ситуација да утредно да кажат не е можно, нас луѓето не сакаат, не е можно 200.000 гласови разлика да изборим. Они немаат ориентација кај се наоѓаат. А вие не сте стоки кои ги стават ту тоа да не зборуваме. А тоа е всушност реакција. Тоа е всушност реакција на одредени нереални очекувања. Знаете, ако правите проценка дека Стеван Пендаровски победува и го врзувате првиот круг и вториот круг на председателски избори со парламентарни избори, очекувајќи дека Пендаровски ќе води после првиот круг, тоа беше за очекување дека СДСМ ќе има многу подобар резултат на парламентарните избори кои се поклопат со вториот круг на председателските избори. Ко крахира тој лажен оптимизам и таа лажна проценка, која им ја наметна Ѓорги Спасов со неговите анкети, ВМРО победи 200.000 гласови на парламентарните. Исто ќе биде и сега. Значи, исто ќе биде и сега. Ние имаме анкети не една, укрстени имаме 100 анкети. Исто ќе биде и сега. Они се уште немаат капацитет да или ја гледаат реалноста, ама мора да ја кријат од членството. Свесно или несвесно, во изминатите 6 до 9 месеци СДСМ и ВМРО ги заменија своите улоги. ВМРО сака да покаже дека ништо во државата не зависи од нив и дека се опозиција во рамки на Република Македонија, а СДСМ и Зоран Заев сака да покаже дека се од државата зависи од нив и дека тие се власт. На крајот граѓаните ќе оценат дали можеби таа стратегија на СДСМ да покаже дека се семокни во државата може да биде разбрана како направен државен удар без избори во рамки на Република Македонија. Од друга страна ќе видиме дали Никола Груевски и тоа негово тактичко или стратегиско повлекување да не биде во фокусот на вниманието може да му овозможи на ВМРО да помане подобар изборен резултат. Која е власт денес у Македонија? Па поделена е власта во одредени портфолија номинално се министрите од СДСМ, нели полиција, труд и социјала, но прашање како функционира институционалната хиерархија која е под нив. Ако имате дополнителни заменици министри, како од ВМРО, така од СДСМ, кои ги блокираат и цело време се тужат, поднесуваат пријави. Гледате политички ракопис. Ако Катица ја навели, јас сум главна, само јас сум легитимна. Ако Зоран Заев, преку своите министри, покажува сила, дека од него све зависи во рамки на Република Македонија, свесно ли влага власта во тоа да ја прикаже опозицијата дека владее во рамки на Република Македонија? Не, видите, не е владее опозицијата, не владее сигурно во Република Македонија, само има одредено институционално влијание. И тоа е многу ограничено, бидејќи имаат внатрешни обструкции. Паметно им беше да влагат во еден таков филм? Им беше паметно, бидејќи тоа го договорија во пржино, тоа е дел од договорите, тоа е дел од стратегијата да се стабилизира Македонија. Ќе се исчисти избирачкиот список, Тоа е апсолутно неопходно. Има избори на 5 јуни. Да. Според анкетите, се гледа кој ќе победи на тие избори. Со ваквата стратегија на опозицијата ќе го исчистат како новороденче Никола Груевски. За сите изборни циклуси изминате 10 години. Ама тоа видите кој греф со лоша стратегија, Чекеринска и Заев
прават кон се оно што било опозицијски изминатите 10 години. Со класично промашена стратегија. Да речеме дека сте во право и дека Груевски ги добие следните избори, пак нема да добие амнестија за криминалот, што... Не велам политички. Ако биде прочесен избирачкиот список, да. И ако Груевски победи на изборите на 5 јуни, тоа ќе значи дека сите претходни избори има легитимно победено. Тоа ќе му го ознежи. Нема воопшто да значи. Како нема да нема значи? воопшто да ќе видиме прво избирачки список. Дека тоа сега е предмет на истрага и да видиме дали стварно претходните избори биле фер или имало многу манипулации. Прво треба да се прочисти избирачкиот манипулации има секаде, значи нема држава кај што нема манипулации. На крајот на криштата. Буш, значи на крајот на криштата. Буш победи на изборите со гласовите во Флорида кои се пребројуваат 10 дена. Но никој тоа не го спореше. Победи со помалце гласови. Значи сега победи со помалце гласови во секоја демократија сега да има сите избори се крадат. Па видите, не се крадат, но има нерегуларности секаде. Кој тоа ќе негира? Јас сум следел избори Хрватска, сум следел Србија, сум следел Бугарија, сум следел Косово, сум следел Грција. Че видите чисти избори нема. Воско, тоа е релативизирање кој што само ќе помогне во Македонија подолго и повеќе да тониме во еден авторитарен режим и никогаш нема да се вратиме ни слободата ни демократијата. Не, господин Телески, само сакам да ви кажам дека полнење на бугарски начин кутии веќе нема ни во албански оддел. Не, никаде го нема, ама во Македонија се работи за еден многу софистициран. Значи јас сум одел и сум правил емисии за пустец. Да, сум правил емисии за пустец, веќе не ми се допаѓало тоа. Но тоа нема битно влијание на изборите, тоа се 400 гласачи. Не знаеме. Но тоа се, прво сега ајде да видиме. Не, знаеме колку гласат. Не, прво да видиме во избирачкиот список. Се збориме за пустец. Тоа е нерегуларно и тоа треба да се спречи, но тоа нема битно влијание на изборите. Може да има уресен, значи, но пустец не може да има некој влијание на ниво на Македонија. Сигурно не го менуваат изборниот Видите, исход. Но ние не знаеме колку се проблематични, фантомски, колку има, со колку гласови има изборни манипулации. И 85 лиги ќе се проверуваат теренски. Со 75 до 80 гласови се создава, ќе се проверат теренски. Прво беше дека близу пола милион се проблематични, па 200, 300.000. Ма тие лицитации ги прави опозицијата, не ги правевме јас и вие. Опозицијата ги крена очекувањата дека постојат полна милион фантомски гласови, одеднаш гледате едно такво атерирање, колку се топи снег некаде во април и мај месец. Ама ние, видите, тоа не го менува фактот дека избирачкиот список треба да биде прочистен. Со мал број на нерегуларни гласови, фантомски, со изборни манипулации може да се зголеми. 200.000 беше разликата на последните избори. Ама 200.000 разликата. Ако се појават 2-3.000 фантомски гласови, сваќате кој карамбол ќе биде тоа на опозицијската стратегија. Во ред, ама видете, ајде да ги најдеме дали се 30.000 или се 300.000. Не ви сега ќе се направи теренски, за 2 години точно ќе знаеме. И да се 3.000 фантомски ставени внатре во избирачкиот список, некој треба да сноси кривична одговорност и правна одговорност. Ама за 3.000 ни правевме фама. За 3.000 ли се проблематизира изборите? За 3.000 ли имаме 2 години политичка криза? Ни цитираме тука со бројки без да ги знаеме реалните факти. Работата на опозицијата, посебно на што се договори со договорот во пржина, беше максимално да се вложат напори, да направат се што може за да има фер услови за услови за фер и демократски избори. Мислам дека тоа го прават. Со тоа што влегоја да го имаат министерот за внатрешни работи и Министерството за труд и социјала, кои што беа институционални инструменти најмногу користени за заплашување и притисок на гласачите. Свесно ли влезе СДСМ и ВМРО во една таква стратегија кај што се менуваат улогите? ВМРО стана во наводници опозиција, СДСМ власт без избори. Се тоа ќе заврши на 5 јуни и ќе биде многу болно будењето на 6 јуни за Заев, Оливер, Ременска, Шикеринска и другите. Значи ништо да не правеа 10 години, јас потпишувам со две раце дека СДСМ ќе победа нови избори. Значи ништо да не правеа 10 години. Значи све што фатија погрешно направи, посебно последните 3 години. Точно. Значи тоа велам, 5 јуни доаѓа, тука ќе се заврши приказната. Магдалена Несторовска, сопругот на Фросина Ременска. Да не ги зборам луѓето донесени ко советници од Министерството за внатрешни работи. Катица Јанева. Знаете, тоа може само некој по сценарио да го прави, сакајќи да се разнебити партијата. Не гледам друга логика. Значи, незнаењето не ги оправдува за тоа што го прават. Толку можат. Значи, мислам дека стратешкиот пристап им е сосема промашен.
Она што иде на сила кај нив и манифестацијата на некаква моќ е сосема контрапродуктивно, ќе видите на 5 јуни. Кој ќе има подобар коалиционен потенцијал на изборите? ВМРО ДПМН после изборите 2011 година, кога збирот на сите опозицијски гласови беше поголем од збирот на гласовите на владината коалиција, влезе во еден политички инженеринг и сакаше повторно ке себе да ги врати сите тие десни гласови во рамка на Република Македонија. Така партијата на Филип Петровски, дел од партијата на Љубе Бошковски, дел од партијата на Лјупчо Ѓорѓевски ги припои назад кон ВМРО ДПМН. Од друга страна, македонската опозиција, предводена од СДСМ, како перманентно да ферментира и да отвора одредени политички конфликти внатре во самата опозиција. Ќе видиме чија стратегија на изборите на 5 јуни ќе се каже или ќе се покажи како веродостојна. Бидејќи сега во моментот коалиционот потенцијал на едните на другите е релативно лесно измерлив. Може само да се види кај кој од гласовите на Стефче Екимовски дали ќе биде сам или во коалиција со ВМРО ДПМН. Од друга страна, коалиционот потенцијал на СДСМ не може да биде битно поправен, бидејќи партијата на Лиле Поповски, на Павле Таранов многу малку тежат на политичката сцена. Кој има поголем коалиционен потенцијал? СДСМ или ВМРО? Во моментот секако дека има ВМРО, затоа што е на власт, е победничка партија и таа кој е носител на власта и коалицијскиот капацитет е поголем. Во зависност од начинот на действување на ВМРО ДПМН, тој може секако да влијае и врз односот со албанските партнери. Значи, не секогаш некои инциденти кои се случуваат може да се изменаџираат и да немаат влијание. Ние сме видели дека инцидентите кои сме ги имале не влијаеле врз тој коалицијски капацитет, но не е исклучено дека би можело тоа да влијае. Но во секој случај, ако перцепцијата се створи дека едната страна е појака или ќе биде појака на денот на изборите, секако коалицијскиот капацитет е поголем. Кога се мери тој коалиционен потенцијал, што е поважно, дали ќе коалицирате со ДУИ или со меѓународна заедница? Како мислите дали си? Па добро, ако да речеме СДСМ има договорена коалиција со меѓународна заедница, ВМРО договорена коалиција со ДУИ, кој ќе исполни со поголем коалиционен потенцијал? Тоа под предпоставка дека ДУИ и меѓународна заедница ќе имаат различни ставови, ако влезат по некои ситуации се покаже дека може да имаат различни ставови. Во секој случај кај нас коалицијска влада може да се прави со политички партии кои се тука. Така да не може значи да не им беше непријатно, може и ќе направи некоја политичка партија. Толку Сирот Бејли и овој што е британскиот амбасадор се ангажира. Јас кога ги гледам, мислам дека они у Британија, Америка да ги стават носители на листи, па толку нема да трчат. Ја мислам дека да се вклучат во политичките процеси. Погрешно гледаш на тоа, значи не се они тука вклучени од големиот интерес, затоа што ако се штитат кариерата. Види, индивидуалните кариери секако дека влијаат, ама за дипломати, за дипломати избори, можеби како Миловановиќ таму Габон кај можеби дипломатските кариери би им поминале подобро ако кај нас немаше никакво таласење политичко. Затоа што ќе удара визија таму кај. За нив најголема придобивка ако во нивната дипломатска кариера во една држава се помине кополој, нема кризи, нема тензии, тоа за нив е плюс. Така да овие тензии за нив не се плюс во нивната политичка дипломатска кариера. Секако дека разрешување на чворови политички кои кај нас се појавуваат би било за нив позитивно во нивната кариера, и такви случаи сме имале. Кој можеле Павле Лиле да го вратат времето пред 6 или пред 12 месеци? Прашање каква одлука би тука, и кај би направиле каква математика? Би молчеле и би седеле со ВМРО. Лошо проценија дека ќе падне ВМРО. Сега веројатно Стефче Екимовски треба да биде замена за Павле и за Лиле, а не сум сигурен дека СДСМ и правил коалиции со Павле Трајанов и со Лиле Поповска. Гледате како помени Иван Величковски. Му ветува сигурно место, на крај го пуште на претходните избори низ вода. Многу малку има за делење во рамки на СДСМ. Многу гладни усти, многу мала пита. Бидејќи на претходните избори раководството не се стаи на пратеничките листи со објаснување дека тие ќе бидат идната власт. Со сегашните анкети, кај што се гледа соодносот, ќе бидат на листите сигурно. Сега сите ќе се стават на листи, ќе треба да објаснат пред македонската јавност кога биле искрени, кога биле фер. Заев заради имунитет ќе сака да биде на листа. Веројатно ќе сака и Шекаринска, веројатно ќе сака и Кирацовски. Но Заев има добри вака причини да сака да има имунитет после 5 јуни. И добро, доживува ли крах политиката на меѓународна заедница? Финансира проекти, прави велите транспарентно, значи, и тие проекти не ви даваат резултат, бидејќи рейтингот на меѓународна заедница денес во македонската јавност никош не бил на полоши основи и никош не бил на полоши бројки. Тука треба да ми кажете изворот на информација. Значи, јас знам еден дел, бар третина на општеството, каде што меѓународната заедница
у старт добро стои. Мислам дека на 5 јуни изборот на информација ќе видите. Ама 5 јуни не се гласа за меѓународната заедница, 5 јуни се не. Во услови на слаба 5 и килава јуни опозиција, лидер на опозиција. Ама каква врска има меѓународната заедница? Мене сака се поставуваат. Не. Па главната Ја мислам дека кај нас на опачка ги поставуваме нив. Меѓународната заедница, вие викате нема резултат. Гледате господинот Бејли, по тој повеќе медиумите од било кој политичар. Дали во Македонија ќе има потранспарентно владење? Ја можам да се кладам со вас дека независно од резултатот на изборите ќе има потранспарентно владење. Дали корупцијата после изборите ќе се стави на ваков или таков начин во контролирани рамки? Да. За тоа сум сигурен. Дали политичарите ќе бидат поотворени? Апсолутно сум сигурен. И вие кога велите пропаднала политика на меѓународната заедница, не овде со политика да излезе на избори? Значи не може целите на политичките партии на меѓународната заедница да бидат исти. Господин Слив, да. Имате лична карта? Да. У вас? Може да проверите кај живеете? Да. Ја Македонија, сигурно со Македонија? Апсолутно. Вие за ова меѓународна заедница која Македонија говорите? Ама сега меѓународна заедница треба да ја поконкретизира. Не се меша до грло, таа се меша до последното влакно на косата у целиот политички процес. Таа иста меѓународна заедница. Таа се однесува како лидер на македонската опозиција. Таа иста меѓународна заедница ние ја повикавме кога као општество дојдовме у ќорсокак и не може лидерите да се договорат. Таа меѓународна заедница да ги достави полот прислушкуваните разговори, ако не и сите, напри политичка криза кој што направи Турција, напри политичка криза кој што прави секаде. Ова се предпоставки. Нема така е. Ама ова е предпоставки. Па и вие, дали живеете во Македонија? Па зашо ја не го слободи Верушевски, за да не ги докажеме овие предпоставки. Една пресуда и една спогодба со обвинителството има дека тие луѓе ги дале тие. Ако тие луѓе се спогодиле со обвинителството, зошто процесот не го завршија побрзо? Значи, и сите ние живееме во... Завршија, па прво што беше барано, беше да се ослободи Верушевски. Зар тоа не ви е индикативно? Ама зошто? Не види. Ако толку брзо одеше тој процес, мене ја неќам да алудирам дали он е виновен или не. Него вие пласирате предпоставки кои не се... Зар би оделе на избори, ако не знаете кој прислушкувал у државата? Ја не би одел на избори, види, процесот на одговорност не почнува само од тој што прислушкувал, туку и од тој што му овозможил да прислушкува. Знаете, во една држава ние не може да се вадиме... Тоа знаете, сака да кажете дека сте направиле сообраќајка, два пати сте убиле човек и е виновна државата бидејќи во овозможила два пати да направи сообраќајка. Ако ја поминам на црвено и направам сообраќајка, затоа што и од другата страна некој поминал на црвено, тоа е една работа. Но ако ја поминам на зелено, само да се докаже. И од другата страна иде од зелено, значи грешка е во системот. Значи за прислушкуваните разговори, кој е ставен шеф на ДБК 2001. Ама не сум прогледано низ прсти, пратен е после. Дали во некој момент ви рекол дека он виновен или не е виновен? И пак прислушка. Ама ја во ниеден момент. Која е вината грешка? Кој прислушкувал у Македонија? Ама ја дали треба да го докажам? Прво сомнечен го слободува. Да, зошто обвинителството кога експресни негови процеси ги тера, зошто тоа не го истера? Зашто ако имаше непобитни докази дека тој е виновен, зашто не го процедира во суд? Имаме една спогодба, односно пресуда. Кај што призна човекот. Ефтов. Тоа што има спогодба во систем каде што на прислушуваните материјали ми слушавме како некои пресуди се носени, тоа мене ништо не ми значи. Мене ми значи, па ова не може, не може. Подпишале дека сте прислушувале? Ја во иста држава живеете, како што живее тоа што има подпишано. Дали би подпишале дека сте прислушувале? Дека не. Зашо он подпишал? Ама зашто судскиот процес не го тера? Е виновен, затоа подпишал. Ама што ако е видим, имаме 8 осомничени кои се на слобода, но судскиот процес не допрел, не завршил. Нека го истераат судскиот процес. Ве нервира ли фактот дека 130.000 луѓе кои се отсутни во Македонија, во најголем дел албанци, нема да бидат избришени од избирачкиот список? ВМРО ко десна партија, значи ВМРО ко десна партија, која секогаш била десно ориентирана, ти немате еден десен коалиционен партнер кој ќе може да тресне на маса, да го брани уставен суд, да прави некои работи, тоа мора да го прави Стефче Екимовски. Знаете што? Малку е смешно со Стефче Екимовски да биде најдесен коалиционен партнер во коалицијата на ВМРО да помане. Треба да се избришат тие отсутни гласови, меѓутоа на тој начин ќе се поремети балансот и ќе се доведе во прашање Охридскиот рамковен договор. Албанците се спремни нов конфликт да направат, само да нема попис во Македонија. Војна ќе направат да нема попис затоа што ги има помалку од 20% во Македонија, а тоа автоматски би значило и намалување на правата кои што им беа загарантирани во 2001 година. Тие не се во Македонија, тоа е факт.
Најголем дел од нив никогаш и не биле во Македонија. Некои од нив дошле наменски 94-та кога за гласовите за Киро кои беа потребни, кои им се издадени 150.000 државјанства, што е документ од ОПСЕ, јавен, обзнанет, се знае дека тоа така било. И тоа се луѓе кои што не се тука. Дали тој политички ривалитет Никола Груевски Зоран Заев може да има битно влијание врз текот на изборите. Сегашните анкети покажуваат дека 52% од македонските граѓани го сметат Никола Груевски дека биде нов премиер на Република Македонија, односно заслужува да биде нов премиер на Република Македонија, а на сите тие силни бомби некаде само 19% од македонските граѓани сметат дека Зоран Заев треба да биде избран на таа функција. Верувате во анкети? Види, верувам повеќе во пазарни анкети, економски анкети. Организација сте правиле сами. Ние сме правиле и сме се труделе нашите анкети кои ги правиме за политички прашања да не ги објавуваме пред избори. Значи само ваши анкети верувате? Не, ја верувам во анкети, само треба да се покаже методологијата. Значи не ова стандардна на тие анкети на пример. Да. Ако соодносот ВМРО СДСМ е 2,5 спрема 1, соодносот кој очекувате дека ќе победи и ќе формира владата е многу повеќе во корист на ВМРО во споредба со овој сооднос на анкетите. Значи, гледате, Лјупчо Георгиевски имаше по мене една добра поента, кај што велеше 2011 година, СДСМ не влезе со победничка атмосфера. Ке победи, ке направи така натаму. Дали помеѓу оно што беше 2010 година, оние големи афери што се ваде во собрание, и оно одење на изборите Бранко Цренковски закочи 1,5 месец, и тогаш иницијативата презема ВМРО ДПМН. И сега ова пролонгирање на изборите ке има, нема да има, поставување на перманентни услови како всушност да налепува една етикета дека СДСМ се плашат избори. Добре, види, тоа е, пак ќе ви кажам, тоа е пиар стратегија која или треба да ја поправат, или другите треба да ја поправат, не навлегувам кој е поуспешен и кој не е. Во секој случај, владачката ќе инсистира дека причина за пролонгирањето е стравот, додека опозицијската ќе инсистира дека причина за барањата за пролонгирање е етаблирање на системот кој во моментот не е легитимен. Така ми го нарекол. И сега кој ќе биде поуспешен од нив во таа пиар стратегија, тој ќе си ја има таа предност и на изборите. На сите бомби, на целата политичка активност, Зоран Заев има само 19% доверба на граѓаните да биде избран за премиер на Република Македонија. Па тоа кажува се. Иако они се обидуваат да нарачаат некои лажни анкети од типот на анкетите на Ѓорѓи Спасов, но очигледно е дека се што направија он е лимитиран на едно ниско ниво и не може да го помине тоа. Иако ги има овие комуникации, нели се говори за средби во Софија, за секои неделни средби тука, секој вторник кои се прават во Скопје, кај што дел од бизнес заедницата со одредени солидни суми на средства ќе ја финансира кампањата на СДСМ, меѓутоа тоа не дава одредени резултати. Со целата поддршка на меѓународната заедница, сите бомби, во рамки на тие бомби имаше и сериозни работи кои веројатно Кати Ценева ќе треба се да ги испита и да ги процесуира, тоа останува бетонирано на тој низок процент. Знаете што постигна овие година дена? Луѓе кои што ги познам, кои што беа не ме интересира политика или не знам дали ќе гласам за ВМРО или доста ми од ВМРО, да сега ги среќавам да ми кажат, значи доста ми од странците, доста ми од Заев, доста ми од ова малтретирање, кога ќе се гласа, да им пресудиме више еднаш и да продолжиме со нормалниот живот. Зошто во клучни политички моменти СДСМ во два наврати покажа одреден политички дефетизам или страф од можни избори. Тоа се случи 2011 година, тоа се случи сега со изборите на 24 април. 2011 година СДСМ доста офанзивно влезе во барањето да има избори или предвремени избори во рамки на Република Македонија и подоцна 1 до 1,5 месец влезе во еден политички дефетизам кој го повлече од функцијата председател на ДИК Александар Новаковски. Со слични политички постапки сега се закануваше СДСМ ако не бидат пролонгирани изборите на 24 април, дека ги повлече сите своји министри од владата и техничкиот премиер. Всушност во такви клучни моменти СДСМ покажувајќи можен политички дефетизам како да ги одбива гласачите да гласаат за нив. Гледате колку недоверба има во јавноста дека СДСМ може да победи на изборите. Дали тоа веќе може да има битно влијание на изборните резултати? И во подолг период мерењата на јавното мислење покажуваат дека владачката партија се уште има одредена предност пред опозицијата. Сега до кој степен е таа предност, ја би се воздржал од коментари, бидејќи
анкетите предноста е многу помала во однос на очекувањата кој ќе победи на изборите. Ако, например, на анкетите велат дека 25,7 би гласале за ВМРО, а некаде 13,4 би гласале за СДСМ, тој е некој сооднос 1,8, 1,9 спрема 1. Но на прашањето кој очекувате дека ќе победи на изборите, 56,6 вели ВМРО ДПМ не очекува дека ќе победи, а само 12 дека ќе победи СДСМ. Тоа е некаде 4,3 спрема 1. Значи, драматично се поголеми очекувањата дека ВМРО ќе победи на изборите, како да го гледат ВМРО фаворит и сигурен победник на изборите. Тоа е дел од пропагандата која што владеачката партија преку медиумите кои се прилично наклонети спрема неја цело време го оттера како пропаганда дека тие се непобедливи, дека повторно ќе добијат, но повторно ќе кажам тоа не ги амнестира од прекршувања на законите, не значи дека до самиот ден на избори ќе се одржат тие рейтинзи. Повторно кажам, во овој период различни агенции излегуваат со различни податоци. Сега Галубрима е сериозна институција, сериозна агенција, до сега нема промашено анкети на избори, така што мислам дека тие анкети, тие резултати треба со сериозност да ги прифатиме, бидејќи токму цитирам од Галубрима, не цитирам од партиски анкети или партиски агенции. Мислам дека тука постои таа една комуникацијска битка помеѓу опозицијата и власта. ВМРО инвестира се што може во перцепцијата дека тие ќе победат на следните избори, додека СДСМ инвестира се што може во перцепцијата дека следните, односно да се создадат услови и да има перцепција кај луѓето дека следните избори ќе бидат слободни, фер, независни, дека луѓето ќе можат да гласаат без било какви притисоци. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и ние подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да го проследите нашето телевизиско досие на тема кои се 10 клучни работи кои може да имат битно влијание врз изборите на 5 јуни. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.